Прима, купена на тендер со 72% од проценетата вредност. Во времето на стечај биле вработени 400 луѓе. Сега, меѓу трите најмодерни конфекции во Македонија, со над 400 вработени. Фирмата нема вработени инвалидизирани лица заради бенефиции, не користи средства од државата и плаќа данок на добивка. Моша пијаде оранжерии, купени на тендер со 80 вработени. Сега најмодерни оранжерии на Балканот со зголемено производство за 400% и 110 вработени. Фирмата нема вработени инвалидизирани лица заради бенефиции, не користи средства од државата и плаќа данок на добивка. ИГМ Брегалница, приватна градежна задруга со 0% државен капитал. Купени удели од приватни акционери, 80 вработени. Сега модернизирана, со проширена дејност, прераснува во регионален инвеститор со изградени 25.000 метри квадратни стамбени деловен простор во Скопје, Штип и Кочани. Фирмата нема вработени инвалидизирани лица заради бенефиции, не користи средства од државата и плаќа данок на добивка. Жито Орис, фирма со 600 вработени, приватизирана од Радко Димитровски. Вратени на работа само 30 лица. Од лидер во откуп и преработка на Орис, сега маргинализирана на пазарот. Турист, купено од Радко Димитровски, со 100 вработени, сега ругло во центарот на градот. Од вкупно 700 вработени, во овие две фирми на работа се вратени само 30. Во Прима, Моша пијаде и ИГМ Брегалница, бројот на вработени сега е поголем од правичниот и постојано се зголемува. Руен, со 1300 вработени, отиде во стечај 2004 година. Една од причините за стечајот, Радко Димитровски, со давање по зајмица со лихварски камати од 180% на годишно ниво. За вакви камати некои кочанци се во притвор, а Радко сака втор мандат. Вакви ли дела треба да изберат граѓаните на Кочани?